Проверете фото, само за коментари на после. Реализмот, прагматизмот на Кисинџер не се сваќа така лесно. Сепак треба да сте голема сила, за да можете тоа да го кажете, значи за вас да постои некој што и тоа ќе го справи. Но најголем продор тој има направено во концептот на лична дипломатија. И тој концепт многу тешко го сваќале во Америка. Новинарите, кога го прашувале, тој постојано им одговара, објаснува, никако да го сватат. И на крај му пука филм, вика, чекај, да ви објаснам. Лична дипломатија е, не знам, може да знаете, да не се повторувам. Лична дипломатија е да ја омажите ќерката на Рокфелер. Како почнете? Одите кај таткото, кај Рокфелер и велите, дали сакате да имате зет некој човек така маж од Сибир? Дрвосечешка, јак маж. И што вика толку се работаш? Ама кој клиент на Швајцарска банка? Тоа е менува влогата, може. Тогаш одите во Швајцарска банка и велите, дали сакате да имате еден клиент маж силен од Сибир? Шо ќе ние имаме толку ние клиенти? Ама ако е зет на Рокфелер, тоа е менува работата. Може да се разговара. Тогаш одите клучниот момент и велите на еден силен маж од Сибир. Дали сака жена американка? Шо ќе ми е? Ама ако е ќерка на Рокфелер, тоа може. И тога за ручниот момент одите на ќерката на Рокфелер и велите, сакате маж? Сакате маж клиент на Швајцарска банка? Шо ќе ми има 1000 такви? Ама ако е некој силен маж од Сибир, тоа е менува. Така вика, се личната дипломатија. Почнувате, значи, со непозната, предвидлива, непредвидлива, на крај резултатот е успешен. И затоа тој во сите негови преговори лично учествува, лично сака да се среќава, импровизира, дава податоци, користи разузнавачки податоци. Тој неговиот тим така стекнува пријателството на Кисинџер со Хувер. Му вели сакам сите да ги прислушуваш. И сите негови соработници, писмата им се читаат, телефоните им се снимаат, оти нема довер. И после на крај ќе кажат тоа е паранојата на Кисинџер. Но тоа ќе продолжи, бидејќи тој кога бил во Германија, кога војник, кога ги следеле нацистите, барал сите писма да се читаат. И му лего тоа дека личните податоци се извор за многу профилирање на кадри. И така, знаете, ќе изгледа се аферата Watergate, и кој ќе биде причина за крај на Никсон, но веројатно уделот на... Тој си продолжи со својата. Да. Така. Мислам дека треба да му се заблагодариме на председателот за фасцинантните детали и преглед не само од надвор, туку и од внатре на личноста на еден од великаните на светската дипломација. Сите знаеме кој е Хенри Кисинџер од надвор, но меѓутоа многу малку луѓе знаат кој бил Хенри Кисинџер од надвор. Самиот факт дека живееше 100 години веќе зборува за неговата личност и интелектот не го напушти до последниот момент. Јас зборував со него 5 дена предо. Имам лични импресии и искуство со него. Председател спомна еден детаљ, ама нормално вако излагање не можеш да навлегуваш сите можни пори на нештата. Станува збор за фондацијата Илформошн, апел на совест. Он беше еден од основачите на фондација и ко-председател со Рабин Шнаер. Председател имали прилика да биде на една од вечерите кога се доделува наградата на еден државник и еден бизнес. Според мислењето на бордот на таа фондација, чија советник бев и се уште сум. Кој е најуспешен, значи од бизнесмените, кој е најуспешен од државници. Премиерот Илија доби 2019 дури. Најрадата една година среќа имаше пред Богикот, Богикот па им расте.
а многу германски канцелари, француски председатели, светски државници, индискиот премиер тогаш ја доби, тоа се било со предумисли. Никогаш ништо Кенеди не правил туку така. Он беше автор на тоа, ами што е интересно, он немаше комплекс на големи своја, он беше свесен на тоа, напротив. Он знаеше да се за секој прашање консултира, да потпраша, да се провери пред да донесе одлука. Единствено погреши бе Курц. Таа година ја му викав, дајте му наградата на еден друг, да не го спомнам државникот. Он издапна Курц, али тоа го образуваше за Австрија и се покажа како грешка. За жал. За нив. Меѓутоа, тоа што му го приледи на него Саркози, тоа е без преседан. И во дипломатијата, и во односот меѓу луѓето. Саркози ја добија наградата 2008. И дојде, ние седевме во подиум на целото работно председателство на фондацијата, има подиум на кој седиш и одговорено зборуваш што се случува во салата. Ја тогаш на нашиот тогашни министер за надворешни работи му возможи и он да дојде на подиумот за да дигнеме рейтингот наш на Македонија. Седевме еден до друг и Саркози држи говор, се заблагодарува, добива наградата, а Кисинџер према во име на фондацијата да држи говор. Наградата се Саркози станува, се извинува, вика ја морам да заминам за Париз, авионот ме чека и си отиде. Штама, салата луѓето беа сите вон себе, збркани, така нешто, се нема грзучено. Тоа е тако дрско, некоректно, нечовешко однесување да јаде целиот мој живот. Али тоа личеше на Саркози, да го знам контекст. Мола? И ние во Македонија се така. И нема врска, не е темата он, знаете кој е Саркози. Темата е што јас сега се прашам, а седев точно зад Кисинџер, што ќе направи? Остана со говорот во раце, треба да иде на подиум, луѓето сите чекаат. Мртво гладен отиди и го одржа говорот, како да е Саркози тука, доби невиден аплауз, покажа тако достоинство, култура и моќ. Да беше труд, знака протести се прекинеше све, и кој знае каков скандал. Нити излезе тоа во Нью Йорк Таймс, ништо не спречи се тоа да се даунплей, како и како американците, да се стишта да го нема. И тоа покажува исто големината на една таква личност. Инаку, многу строг кон соработниците, кон работата, кон себе и кон сите, со него да се работеше, беше исклучително, да кажем, тешко и не благодарно, ама деликатно, затоа што секогаш бараше да прави. Кристијан Шмид, овој пратеникот, што е на ЕУ во Босна и Херцеговина, тој од Фирт, под родното место. И со Кристијан бевме заедно на 100 години, кога дојде на единствено место, што отиде Генри Кисинџер по повод 100 години, беше во Фирт. И почесен граѓанин е на градот, и само зарад тоа дојде, и тоа беше се. У Нью Йорк се предвидуваше голема прослава, се откажа, се друго се откажа, али до тоа не се откажа, беше веќе се гледаше дека физички е источен до крај и болен, меѓутоа умот многу му работеше и стварно привилегија животна е да секој со таков ум да имал прилика
да бидеме неволници. Благодарим. Приоритетна Благодаря. Председателя, господин председателя, јас ќе подсетам на некои многу по-битни детали од овие што сега ги чутме председателот Иванов и од неговото бесплатно школување од кој јас профитирам, бидејќи го доста работи, иако многу случаи се интересира од политиката и дипломатијата, не сум. Моите сретби се, меѓутоа, веројатно, пред сите вас со Кисинџер, два пати бидејќи почнат. Првата беше 73-та и уште неколку. Втората 75-та, 6-та или 7-та беше. Првите неколку средби беа од хотелот Мажестик на Авенија Клевер во Париз, кога почна преговорите за Виетнам со Редито. Војна која јас се следев од самиот почеток и која можеби моето најважно школување во мојата професионална кариера, која завршила така како што Илица рече во периодот кога во Виетнам веќе војната заврши, кога јас 35 дена поминав со 20 прекрасни колеги, легенди на телевизија Скопје, Љубомир Вагленаров и Скендер Кули, режисери, снимател, направите перфектни снимки кои денеска не верувам да ги живеат веќе во нашата телевизија, затоа што документацијата не е некој голем одник на Македонија, но тогаш таа оставија впечаток. Во тие два разговори и овие првиот не е можеби многу важен, иако тоа се пренесуваше на телевизија Скопје повремено за тоа како војната во Виетнам треба да заврши, а вториот беше на една конференција која никој не ја спомена, исто во Париз, конференцијата Север-Југ, првата конференција за економската соработа и економската подршка на помалку развиениот свет, кога Кисинџер од тој краток контакт ми рече, јас го прашувам зошто не предложите некоја повисока ставка, повисок процент на одвојување од бруто националниот производ на секторот богатите земји за сиромашните земји. Тој вака се загледа од прилика, можеби не се во најточните зборови, но рече, ако имате вие пар панталони што ги носите, ви даде ли една ногавица за другиот, за сиромашниот, па вие достанете се едно. Некоја слична асоциација добива уште неколку пати потоа, а во Виетнам, во тој период кога го поминав, за да споменам уште една личност, што ја споменувавте, го снимивме случајно без да знам кампот во кој како Presidential Board бил Џон Маккейн, кога потоа го сретнав и неколку пати разговаравме. Се избирам? На Минхенската конференција, кога на некоја висока должност во Министерството за надворешни работи неколку пати јасно на Минхенската конференција, секогаш разговараше со интерес за мене, со мене и за виетнамската война. И на крај во финалето, што може да се научи од Кисинџер? Да, визионерството, Кисинџер беше визионер во еден збор, и она што многу години подесна, што помалку или со повеќе успех што го правам во мојата кариера, секогаш настојав, можеби не мислејќи на тоа, да ги споредам можностите за ова што е сега можно, што е реална политика и она што можеби е интерес на институцијата или на државата која стои за те. Тоа не било многу успешно, можеби не било ни најважно што се случувало, но секој пат сум настојувал да најдам некој решение кој ќе одговара на Македонија. Тоа и сега го размислувам од позиција на визионерството на човек кој знае да ги предвиди настаните во светот, дури и да оди многу години поднапред од своето време и од својата реалност. Благодарам. Има некои прашања, интервенции, коментари? Добър ден, аз съм Желько Шайн, дописник на Политика. Драго ми е да се гледа на председателя сега. И сами знаете колко Михаил Пупин направи един изчекор за дипломатия и за Македония и за Светрана. Да. А да имам едно прашање за ова конкретна дипломатија од страна на Кисинџер. Он практично првиот период 1992 година и приведе и Стојан Андов и Мицотакис Дакис за промена на име и од преди колку се тоа рече нека се викаме
И како председател, дали имате некоја аналитика зашто тогаш не е прихватено тоа решение? Премногу е прашањето за нас емотивно, премногу е комплексно, но прашањето позадината повторно е геополитика и геостратегија. И тој не е ни политички, ни правен процес, е кој како комерцијален. Пари се прашање, големи пари, но за тоа новинарите не ги истражуваат која е сумата што е платена за да се промени и да се откажеме од најскапиот бренд во историјата на човештвото кој сега носи приход на трудници. Затоа што вие, ако обстојувате на тој идентитет, име, историја, а вие сте тоа што сте го сочували од антиката, знае професор, дека многу такви имиња, топоними исчезнаат. Ние сме го сочувале. Ние што живееме на овој простор, сме го сочувале тоа. Де го сочувале лице? Гледате, имало Тракија, Тракијци кај се, имало Тесалија, Тесалици кај се. Но Македонија обстоило затоа што тие што живееле, без разлика кој било, кај дошли, кој се, го сочувале и негувале и го оставиле за едни поколенија тоа име. Затоа тој е најскап бренд во историјата. Затоа што на хинду јазикот ќе напишете светот на мајката и слушате како се изговара. Македонија. Ние сме светот на мајката на санскрит, на најстариот јазик на човештвото. Но ние самите очигледно не сме знаеле да си го чуваме, негуваме и го оставиме за едни поколенија. И сме влегле во игри кои ги разоткри Андов, Стојан Андов, кога соопшти дека специјалниот пратеник на председател Приборов договара со Алој Смок, министрот за надворешни, за сума од $1 милион за промена на име за да дојат 2 милиарди инвестиции. Подоцна дојде еден куфер кеш од председател Приборов од милион, па на еден мој претходник нуден им се 50 милиона и сегашната сума, ако прашате било кој упатен грчка, да ви каже 150 милиона. Е толку вредеше. Благодаря, други прашања? Ако нема прашања, нема коментари, ние да заблагодариме на председателот со уште еден аплауз за овој негов и да најавиме дека и натаму ќе соработуваме со председателите кои што не се рече во служба, вас дека таус Минст. Така што Срекни сте, че не сме како Кисинџер на плаќа. Кисинџер секој нас да си го наплати. вам исто така кои што сте амбасадори, а не сте членови на Советот на амбасадори, имате прилика, имаме тука изјави да подполните кој сака да постане член, не мора ни да биде амбасадор, ако не е амбасадор, ако е почесен конзул, може да биде асошијет член, односно член кој што ќе учествува на сите активности, само нема да има право на гласање во Советот. Вакви наставники има на 3 месеци од приликата, 4 месеци ќе држиме. Не мора да биде секој со председателите. Ќе држиме, имавме посредни со нашите колеги од United States of America, кои што имат голема традиција и од нив доста работи научивме и благодаривме за некои работи што помогнале да се завршат во Република Македонија. Тоа не значи дека Советот на амбасадори секој се сложува со мислењето на председателот. И обратно. Ниту со актуелниот, ниту со поранешните председатели. Се шегувам, тоа е само слобода на размислување, едно богатство на размислување, кое што буде ама ќе повториме.
Вие рекохте, ние се уште не создадовме наш тип на дипломатија. Има време новите дипломати позади нас, ја ги канам дека бидат членови на Советот, да чујат од нас како ние сме поминале, за да не го поминуваат истиот пат сами. Од одредени причини немаме некоја можност за некои прослави коктели. Така што ве поздравувам и посакувам успешни одмори, честита нова година, среќна нова година, успеси, помирна, мир да имате во себе прво, па со тие околу вас, а најмногу во нашата држава. Во продолжението со Лом таму има изложба